Добар ден. Денес ќе ја споделам мојата интересна, всушност неговата, интересна и трагична приказна со вас. Работи за еден дедо кој ја сподели неговата најинтересна случка во неговиот живот во Горна Софија. Еднаш, еден ден, додека тој дедо си одел по шумата, нашел едно куче или волк ли, не се знае се уште, но било многу малецко. Тој го земал и го чувал. По 3 дена више станале многу добри пријатели. Но, за жал, после некој време почнал народот да му вика: ти си слеп, не гледаш ли дека волк чуваш дома? Така, тој почнал да се паметува, малце, мислам не да се паметува, зашто се уште не се знае дали било куче или волк. Малце почнал да размислува. Едно попладне, кога тој седел и ручал, надвор се слушнало завивање, крескање од козите. Всушност не кажа дека и тој го ставил тоа куче освен као негов најдобар пријател за лов и да ги чува неговите овци. Потом слушнал тоа попладне, крескање од козите, искочил надвор и ги видел скоро сите кози ранети, имал само некои живи. Кучето седи со крвава устата од нив. Или волкот. Тој ја изведил пушката, ја репетирал и веднаш пукнал во кучето. Го погодил во глава. Губил неговиот најдобар. Другото утро, блиску до неговата куќа од задната страна, позај задниот двор, позај големото дрво, нашол 3 задавени од волка. Тогаш сватил што се случило. Кучето, кој му бил најверен пријател и кој му пукнал во главата, ги одбранило с козите од 3 волци кои се убиени позај дрвото. Губил неговиот најдобар пријател. И тоа без потреба. Човекот, тоа се случило од пред 2 години. Но човекот до ден денес го памти кучето како најдобар пријател и нема да го заборави. Иако е куче, сепак е пријател. И никогаш, човекот всушност кажа, никогаш повеќе, без да најде нешто, дури нешто да му штети, без да најде доказ дека тоа му штети, нема да го убива. Без разлика зашто нема го скрши или нема да се откача од него. Ето. Ние во моментот сме во Горна Соња, во дворот на човекот кој ни каже: